Со пречекот на православната нова година се ближи крајот на празничната сезона. За граѓаните првиот месец од годината е најдолг и најскап. Повеќето празнични денови им ги испразнија џебовите. Нова година Божик Василица поминаа, останува прославата на Водици, Свети Јован, како и некои други поголеми христијански празници. Но џебовите веќе се празни, трошоците големи, а платите исти. Речиси сите коментираат дека празниците повлекуваат и поголеми трошоци. Па мислам оти е најскап, со обзир што има повеќе празници, нели 3, 4, 5 празници, пак луѓето пак се спремаат дома нешто да има, да земат, да купат, така да пари нема. Најмногу празници и трошкове. Ама ако земаш платки си то решрат, нели? Јас мислам по моје мислење да е. Инче јануари е најтрошок што викаш ти език. Има најмногу празници, да. Скапо ли е јануари? Скапо е. Скапо е. Јавно најмногу скапо сега. Многу празници, многу пари да земе. Да. А сега кога ќе прекараме, ќе лагаме. Да. Со просечна плата мислите ли дека едно 4-члено семејство ќе може да излезе на крај со трошоците во овој месец? Нема шанс. Нема шанс да излезе. Со 9.000 динара пензија, 5 души сме ние, со тие пари не си издржа. На многу празници има, трошкови има. Па тук се децата, внучиња, за них треба да се отделя, ама со малку поекономичност ќе стигнат пари. А со просечна плата, дали мислите дека би можеле да опстанат? Просечна плата тешко. Од не здобива тука просечната. На едно просечно 4-члено семејство денеска му се потребни околу 50.000 денари месечно. Околу 20.000 денари одат само за храна и пијалоци, а и останатите трошоци се неизмерно високи. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на живот во декември 2015 година во однос на претходниот месец изнесува 99,9, а индексот на цените на мало 100,1. Во 2015 година во однос на 2014 индексот на трошоците на живот бележи намалување од 0,3%, а индексот на цените на мало од 1,3%. А колку ќе изнесуваат трошоците на живот за јануари ќе се знае на крајот од месецот.